Прво анализа, цели, намери и навлегување во суштината на резолуцијата на СДСМ за бугарската тема, па потоа и учество во зацртување на црвените линии. Премиерот Христијан Мицкоски се надава дека СДСМ има демократски капацитет и откако ќе ја презентира резолуцијата, ќе почекат другите партии да ја разгледаат, па отпосле да го кажат својот став. Со нетрпение и радост ја очекува предлог содржината на социјалдемократите, која треба да одговори до каде и дали воопшто Македонија треба да попушти и да ги внесе бугарите во уставот. Ако мисла дека ние априори ќе ја прифатиме, тогаш наистина јас сум збунет, бидејќи демократијата така едноставно не функционира. Ти представуваш нешто и другите акламативно го прифаќаат, тоа е во едни други времења кои што одамна заврши. Така што јас со радост ја очекувам декларацијата и се надевам дека ќе имам неколку дена можност детално да навлезам во суштината, целите и намерата на истата. Откако лидерот на СДСМ Венко Филипче се врати од работната посета во Париз, што ја именуваше како борба за национални интереси на Македонија, најави презентација на резолуцијата. Веќе неколку пати рече дека документот е во финална фаза, а сега има и конкретен термин. Ќе ја презентира во понеделник. Потенцираше дека е отворен за сите ставови. Јас сум отворен за било која од овие опции во однос на временската рамка, се додека имаме конструктивна расправа. Се сложувам со тоа дека можеби ќе се злоупотреби да биде некаква форма на кампања. Меѓутоа еве и за тоа оставам простор да дадат мислење сите политички партии и да се договориме кога да го дебатираме со цел да не се злоупотреби во контекст на кампањата за локалните избори. Дел од аналитичарите за прилогот на Филипче за собраниска резолуција гледаат со песимизам. Според нив, резолуцијата на СДСМ за црвените линии во преговорите со Бугарија само ќе ги ослабне позицијата на македонската влада и ќе направи простор за нови сопки на евроинтеграцијскиот пат. Јасна им е позицијата на македонската влада, која упорно се бори да не се внесуваат бугарите бадијала во уставот и бара гаранции дека тоа ќе биде последно отстапување. Желбата на лидерот на СДСМ Венко Филипче, бугарите во уставот, старт на преговорите, па ако се родат нови услови кои што задираат во националните интереси, да кренеме раце, ќе создаде хаос во ЕУ, а никаде не постојат гаранции дека од Македонија нема да се бараат нови отстапки. Софискиот парламент досега неколку пати изгласа резолуции за македонското прашање. Официјална Софија порача нема да отстапиме ниту сантиметар од договореното. Бараат бугарите да влезат во македонскиот устав и цврсто застанаа зад компромисот од јули 2022 што ги направи тогашната влада на СДСМ.